Знаете, еден ден, кога ќе пораснам, ќе напишам наубавата композиција. Наубавата песна ќе биде подарок за тебе. Насловот ќе биде Тоше, ти си моето срце. Per volare paradisi che non ho. E non è facile restare senza più fate da rapire. E non è facile giocare se tu manchi. Aria come dolce nell'aria, scivolare via dalla vita mia. Aria, respirami il silenzio, non mi dire addio, ma solleva il mondo. Случило се тоа што сум запознала песма од Джиана Нанини и Тоше Проевски Арија. Значи, од тогаш се ми сменил цели живот. Тоа е нешто, не можам да опишам како ми беше тогаш. Јас сум сакала да појдим на концерт, али до 6 сабајле сум барала тикети и така. И на крајот ми дошла песма дека Тоше мртви и после сум дошла со еден мој другар од Братислава, од Словачка. Планирала сум така 2 дена, останала сум 2 недели и многу сум засакала град и луѓи. Тогаш уште не сум знаела каде да одим. Ако прилика знаела сум каде е Македонија шо, али Крушево немала сум појма каде одим. Значи, ако сум влегувала во Крушево и сум гледала тој град преубав, се ми нешто во душата, во срцето нешто се ми менувало. Abbracciami, volerò, 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 volerò. Понекогаш си мислам, од кога ќе се растопат снеговите, ќе се растопи и болката, ќе замине со зимата. А нова пролет, нови сеќавања буди. Тој пусти мирак на сите девојки, ангелска душа за сите мајки, машка гордост за татковците, шеќерна приказна за сите деца, за сите детски сонови и волшебна водичка за сите болни. Замина или само го заокружи бројот 26. Времето ги урива сите царства и тврдини, а неговите 26 остануваат вечно млади. Толку молни и уште 100 пати повеќе громови на душа. Тоа е тоа, моето срце, мојата душа е овде. Значи, јас си заменим од тука и 2-3 недели замина, так и пак ми е тешко за Крушево и за Македонија. Не знам зашто, многу тешко. Значи, плачем си дома, тоа е тоа. А тој магнет кружи, опива, те урива, те подига, те воздигнува, те магепсува. Ова енергетско поле е толку блиско, сето подадено кон небото, кон небесните пристаништа, кон вечноста. Затоа молитвата тука се тихува, со главата кон земјата, а со мислите кон небото. Енергија, ако си трчам од Вила Гора околу Тоше куќа, околу музеум, да видим гроб, тоа ми е нешто. Затоа си живеам јас, затоа си ја живеам. И ако беше во лето со точак на манастир, тоа беше нешто прекрасно. Јас некако се чистим од душата, набирам енергија, само да е мраце горе на крст и да ми влези енергија, да ме чисти, да така. Тоа е мој живот. Така ми пита срце, така ми пита душа да си трчам по Крушево, да добием таа енергија
да си пројдим околу куќа на тоше, домот, така. После околу музеум и на гробот само да му мавним и пак се вратам доле. Тоа не зависи колку има степени, дали има минус 30 или плюс 30, значи тоа ми е сила и тоа правим. Да мене ми биди добро на душа. И сега, и секогаш, помислата на неговата енергија е посилна од цела една армија која ниша ни право кон сонцето, а се враќа 10-крато и повеќе. Тој си беше обичен, нормален, знаеш, остана таков. Го додржал на своето. За разлика, што би рекла, и за разочарување спрема другите, да кажам, да не ги подценам никого од музичката естрада, али малку се луѓето како него. Би рекла слободно дека луѓето кои што доаѓаат, значи, еднаш, дошле и 2 пати. И секогаш поставуваме прашање на зошто веќе кога сте биле на груп еднаш, ете сте оддале почит, да кажам, се враќате пак кај нас. Секогаш луѓето знаат дека има нешто, викаат, имаат на вашиот град некоја енергија што лепди, што не врзува, наоѓаме некој мир, значи сите коментари релативно гледани се сведуваат околу тоа. Јас имав чисто една такво искуство со една моја сегашна, да кажам сега, доста блиска пријателка. Кажа дека таа беше од Словенија, кажа дека истото чувство што го осетила, значи кога била во Иерусалим, го осетила и тука. Значи слободно можам да кажам дека Крушево е втор Иерусалим. И денес, неговата хуманост како река тече низ пријателите, другарите. И денес, и секогаш, неговата љубов стои како столб, мистична архитектура на која се спојува неспојувато, се гради невозможното. Неговиот спортски дух се присутен, се повикан, потребен и пристигнат секогаш кога треба.